Господ ми дојде онај битие кој Господ правил се и рекол добро е, жената и човекот кога го направил рекол е многу добро. И кога него ја го поима рекол иво е многу добро направено, така да си дадов чест на мене, ама и на сите тие што помогнаа околу се това. Не беше лесна работа од една страна и од друга страна па не останува неприметена. Знам дека многумина изреагира, убаво сте изреновирале. Знам дека многу луѓе кажуваат психијатри дека ако нешто треба да промениш, промени од фризурата. Са ние и фризурата и шминката некако ставивме, али има вистина во тоа, има вистина дека треба да се напредува во тие нешта, дека не треба да се останува во истото, посебно човекот. Бог е тој непроменлив, Бог е тој што низ вековите точно знае што прави. Но ние сме повикани да правиме разни промени и на некој начин и со поема направиме такво нешто, едноставно помина мандатот, може да кажам, на тие бои пред тоа, на тоа уредување и верувам дека ќе биде за благослов за многумина. Знаете, оној Гого што го кажа, ако застанеме само околу нас за нас и да чекаме тоа во полнота да се оствари па да очекуваме други нешта, тогаш најверојатно негде грешаваме. Зошто? Зашто знаеме дека христијанството и црквата е динамично нешто, динамична позиција, динамична институција, ако можам да кажам, и во тоа нешто ние некако се привлекуваме. Понекогаш ние самите сме тие што ги буткаме работите, но од друга страна многу е добро да видиме дека некој бутка па и таму да се приклучиме. Знаете, никој не е повикан за да има притисок врз него дека треба нонстоп да носи нови нешта, треба нонстоп нови идеи, дека треба нонстоп се нешто ново да се случува, а многу работи се веќе измислени и не треба ние да ги доизмислуваме, него да се приклучуваме за истите. Од ова место им кажано многу пати зошто луѓето ни е полесно да се навраќаме на стари идејци, да се навраќаме на некој што значеле во историјата нешто за црквата или општо за светот и да ги воспеваме нив. А многу потешко некои наши современици да кажеме, да, така е, да, ќе го следам неговиот пат, ќе го следам неговиот чекор. Зошто? Зашто на овој истиот треба, што живее најверојатно блиску до тебе или во твое мало, или што одите во иста црква, што дишите из воздух, понекогаш треба да препознаете и треба да речете, види, има нешто што Бог ставил, што треба да го следам, или има нешто што Бог ставил, што мене ме инспирира преку него. Не се работи само за следење, иако сме повикани да бидеме следбеници, или уште подобро кажане, ученици. Првите зборови за христијаните се цело време, ако гледаме во дело апостолски, учениците. На Павле кој му пришол? Ученикот. Што биле сите тие? Ученици. Исус зашто повика за ученици? Така да, многу полесно е да кажеш некој, не знам, Мартин Лутер вака и така кажа, што вреди, што постои, што е тука, што е факт, што се заснуваме на неговите зборови или на ред други мислители, дејници, верници или било што, но треба да препознаеме нешто што е во моментот, да препознаеме нешто што Господ прави во моментот, да го живееме моментот и на таков начин да се приклучуваме. Такво најсигурно место и најбезбедно место е црквата. Ако не препознавате во луѓе, ако не препознавате дека Господ издвојува човек за оваа сезона, луѓе, мора да препознаеме дека црквата е повикана. Затоа е таа динамична. Црквата никогаш не е повикана да негде плаче за историјата постојано, зашто они тогаш правеле се од спасение на луѓето па до крстоносни војни. Па са ние да тажиме и колку беме силни тогаш, а сега некако не маргинализира. Јас мислам дека сме маргинализирани во општеството како црква, но тоа ми дава повод мене луѓе за уште погласно да се борам, за уште посилно да се борам, за уште да бидам погласен и повеќе да ме слушаат искрено. Зошто? Зашто на истиот начин Павле и компанија го направија истото. Беа гласни. Кај да појдоа беа гласни. Ја имав замисла за Павле, него го носат во замдани зашто зборел за Исуса, оно дејќи натаму уште им вика пак ќе се вратам, ќе ви зборам за Исус. И да знаете и да не се вратам, Исус е главниот и него ќе треба да му верувате. Така да сме повикани дефинитивно. Знаете, има борба, не само во мене, верувам дека посебно во овој период со сите овие
целата пандемија и се што се случува, дека има борба во многу говорници, проповедници, водачи на цркви, на служби, да едноставно што да зборат во овој период. Не е лесна работа, не е едноставна работа, да. Толку неедноставни работи случуваат за ние едноставно да ги прифаќаме или па едноставно да им пристапуваме на истите. И ја верувам дека во секој еден има предизвик од една страна да не прави паника, тоа што пробуваме да го правиме, да ја билдаме, ако можем да ја градиме верата во секој еден, но од друга страна да ги согледаме реалностите што се случуваат денеска, реалностите се случуваат вчера и да речеме да, ние не замижуваме пред нив. Него ќе им одиме гради во тоа што сме повикани. Амин. Не сите сме повикани истите работи да ги правиме, истите задачи, истите обврски да ги имаме и на истиот начин да се однесуваме. Тоа е, и мислам дека дури е и излишно во оваа црква да се збори тоа, зашто веќе имаме добра основа дека секој еден преку вера по благодат е повикан во одреден дел, на одреден начин, во одредено место да делува. Амин. И така да, интересно Гого кажа дека, како рече Гого, да не чекаме потврда на чудото или второ чудо па да можеме да се привлечеме, него едноставно да знаеме дека Бог постојано прави чуда во нашиот живот. И што значи тоа? Дека и ние треба најверојатно постојано да бидеме на штрек, ако можам да кажам. Ја не се плашам да кажам ако можем да бидеме на штрек, зошто? Зошто ако се огледуваме на раната црква, а сега зборуваме периодов, зборуваме за црква, ќе гледаме дека црквата буквално била на штрек. Што значи тоа? Била спремна. А не многу опремена. Немале време многу да се опремат. Значи само што гледаме се собрале на духов ден, само што се молеле и сето после тоа пишува дека се распрчкаа. И знаете што пишува на едно место? Дела апостолски вика, како што се распрчкаа, така го носеа словото. Значи не им сметаше тоа што во еден период беа распрчкани од разни нешта, гонети од самиот Павле, гонети од институциите, гонети од римското и од израелското царство, гонети од самиот народ. Не им тежеше тој товар да вика го носат словото. И не само што го носат, да се развие на толку високо ниво. Сакам да прочитам Дела апостолски. Преска го прочитав и викам, и на ова никогаш не сум го видел на ваков начин. 9 глава, 5 стих. Знаете, ајде да го прочитам. Само поради едно, слушнете го, само поради едно не можеме да видиме дека Бог прави ново. Дури во нашиот живот. Само кога сме заглавени во нашите нешта. Само кога сме заглавени во нашите мисли, во нашите потреби, во нашите барања пред Бог или пред општеството, ние ќе нема да видиме дека стварно Бог прави навистина работи кои треба да ги приметиме. Знаете, кога се заглавуваш во мојот проблем како најголем, во јас како најважен, тогаш е многу тешко да препознаеш што прави Бог на глобален план, што прави Бог во твојата заедница, во твојата црква, што прави Бог во луѓето на другите. Павле се заглави, стана ревносен гонител на црквата. И интересно е што ева 9 глава во 5 стих. Нели, знаете ова, Павле зима документ и да може да ги гони црквата и оди на кај Дамаск и натаму му се објавува, на патот му се објавува Исус во светлина и го слуша глас. И видите, тука се случува едно, сите вика го слушнаа гласот, ама сам Павле го виде. Зошто? Зашто беше специфично наменето да го виде Павле, зашто специфично Господ го имаше, што? Павле повикано за неговата служба. Не знаеме за другите војници што исто го слушнаа гласот, што се случува. Не е запишано.
Така да мора да го препознаеме и да не бараме, само може и другите барале после тоа, ако виделе како Павле растал во службата, па и ја да бев како Павле. Но, знаете Исус што вика? Оставите ми мене, јас ќе му покажам колку он ќе пострада за мене. Кога бараме нешто туѓо, нешто од братот и од сестрата, ако бараме да бараме во полнота истото, али ние секогаш ги двоиме нештата, ги бараме, ние знаете како, и тоа е толку погрешно. Гледаме успешен човек и ние го бараме успехот негов таму. Не го бараме целиот тој процес до успехот до кај што стигнал, него ние го бараме таму само успехот. Зошто? Зашто најнаш се гледуваш, ова е убаво што го он сега ужива. Така да и Павле дошол до момент на таков растеж што ништо никој не му можел, али Исус вика: "Остави го мене, јас ќе му покажам колку он ќе пострада за мене." Тоа го забораваме, тоа не го читаме најверојатно. Но каква улога има црквата во сето ова нешто, во самиот Павле, но и во повикот на луѓето, во повикот дури и на поединци да прават работи што се легитимни за Бог. Кога на својот пат му се приближи на Дамаск, од ненадеж го осветли светлина од небото и падна на земјата и чу глас, кој му рече: "Савле, Савле, зошто ме гониш?" А тој рече: "Кој си ти, Господине?" А тој рече: "Јас сум Исус, кого ти го гониш. Тешко е за тебе да се риташ против бодило." Вау! Со колку го коментираме стих. Тресејќи се од страф и ужас, тој праша: "Господи, што сакаш да направам?" А Господ му рече: "Стани и влези во градот и ќе ти кажат се што треба да направиш." Ева улогата на црквата. Ние многу пати заглавуваме на визиите што ги имаме за нашиот живот. Ние многу пати заглавуваме на небесните искуства што ги имаме. И тоа не прави важни, не прави поголеми од некој друг и викаме: "Нема што мене тој да ми кажува." Еве го Павле со визија, еве го Павле со лице во Исус. Исус знаете што на каде го насочува? На црквата. Оди во градот и ќе ти кажат што треба да правиш. Вау! Не му вика: "Оди во градот, ќе ти кажам, ќе ти ги дадам инструкциите што понатаму да правиш." Него го сведува на црква, го сведува на учеништво. Кој му иде после тоа? Исус му иде? Не, Ананија му иде. И што му вика? Ананија целиот во страв од Павле, гонителот на црквата. Знаеме таа, ќе ја читаме ако сакате до крај. Целиот во страв, во паника вика: "Немој, тој не гони са, него, како него може би е волк, волчја кожа или такви работи." Значи, но еве го пак Исус со визија друга, така да Исус, Господ, Светиот Дух, никогаш не престанал да дава визии на црквата. Но ако ги зимаме како право наше за нас и од тоа да правиме, не знам, служби, од тоа да правиме, што од тоа да правиме? Од тоа да се правиме подуховни од некој други, тогаш ја искривуваме сликата за црквата и тогаш најверојатно си викаме самите во себе: "Па и црквата може би и не ни треба." Зошто? Зашто јас добивам лична инструкција од кого? Од босот, од главниот. Јас сум го видел ова во животот мој. Како неразбирање на што е црква, како неразбирање на Христовото тело, знаат да се измешаат работите. И после тоа на човекот да не можеш да му кажеш ништо и да едноставно ти остане само да се молиш за истиот, за да можеш некако да допреш до него и да му кажеш: "Братко, грешиш што исклучуваш црквата од твојот процес на растеж." Исус не ја исклучил и тоа во најјакиот случај, а тоа е случајот со Павле, зашто он направи после највеќе. Оди и ќе ти кажат што треба да правиш. Амин. Така да сите ние, сите вие, што Господ ни зборува, негувајте го
контактот со црквата. Негувајте го. Сега ќе ве прашам нешто. Можете ли без црква? Не, многу ќе речат можеме. Но, каде се крштевавте? Во црква. Каде земавте Господова вечера? Во црква. Така да немојте да ја презирате црквата. Само зашто во моментот не се согласувате со некои ставови од водството на црквата, со некои бои од просторот на каде што е уредено, со некои нешта што може би не се по ваш вкус, а за вкусови кажуваат дека не се расправа, разбираме овој дел. И само ради тоа, само ради што има слаби луѓе, ние да речеме слаба и црквата. Тоа е луксус, што во мојот растеж не сум го дозволил. Иако сум го согледувал. Иако било некако што јас може би сум мислел. Иако било некако што јас сум очекувал. Не сум го дозволил луксузот да ја занемарам црквата. Ви знам, тука сте малку и ве знам онака, што размислувате, како сте и ви ги знам срцата, но секогаш е убаво да се подсетуваме на овие нешта. Бог како одлучи да прави работи за Неговото царство, одлучи да прави работи преку црквата. Може ли вода ми се слуши тука? Има го веќе, фала. Дали ни е јасен овој дел? Ќе ви каже нешто Господ? Убаво е тоа, но убаво е да имате отчетност за работите пред некого. Затоа е, колку и да е убаво да се навраќаме на убави реченици, не знам, дела направени од некои што живееле пред 100, пред 200 години, тоа значи дека го препознаваме континуитетот на царството. Но имаме современици наши, што исто и повеќе го прават. Можеме да се консултираме со нив, имаме тело во црквата, можеме да се консултираме, и ако збориме понатаму, ќе видиме дека и не смее поинаку да биде. Ако е некој болен меѓу вас, нека оди кај старшините и нека се молат за истиот. Така да, она што исконски го верувам и сакам да го допринесам со мојот живот, со моето делување и действување, е тоа дека колку и да имаме силни поединци околу нас во нас, црквата е најубаво и најсилно место каде што можеме да најдеме лек за нашите коски. Вау. Ефесијани 3:16-18. Ајде, ќе почнем од 14. Заради тоа ги преклонувам своите колена пред таткото на нашиот Господ Исус Христос, од кого секој род на небесата и на земјата добива име, да ви даде според богатството на својата слава да зајакнете со сила преку неговиот дух во внатрешниот човек. Вау! Овде нема исклучоци, овде нема, како се вика, поделби на кого, на како, него Павле се обраќа во тој момент на Ефешката црква, а во наш контекст на сите нас и вика да зајакнете со силата преку неговиот дух во внатрешниот човек, да преку вера да се всели Христос во вашите срца, да бидете вкоренети и засновани во љубовта, за да можете да сватите со сите светии, заедно сите, да сватиме што е ширината и должината, и височината и длабочината, и да ја познаете Христовата љубов, која го надминува секое знаење, за да се исполни во целата Божја полнота. Да го запознаеме Христос и неговата добрина што надминува секое знаење. На што?
налично на Бог. Се она што ние мислиме дека сме го научиле за Бог, преку Библијата, преку книгите, преку Светиот Дух, вика, познавајќи ја добрината Негова, го надминува тоа знаење, тоа разбирање. Многу пати го цитираме од Стариот Завет стихот каде што вика, мојот народ, во Исаија мислам дека беше, поправете ме ако не беше, мојот народ гине од што? Од непознавање. И сега ние во наш контекст тоа го следуваме, посебно кога одиме да евангелизираме, од непознавање на доволно стихови, од непознавање на доволно Библија, од непознавање на доволно кој си во Господ и сите тие нешта. Но тогаш Нов Завет немаше, кога беше оваа изјава кажана. Од непознавање на лично на Бог. Мојот народ гине, зашто не ме познава. Мојот народ прави војни, зашто не ме познава. Мојот народ, не знам, измислува вируси, глупости, зашто не ме познава. Мојот народ се јаде еден со друг. Зошто? Зашто не ме познава. А не колку стихови цитира или не цитира. А не колку, не знам, умствено разбирање има или нема. Него од искуствено, од прва рака познавање на самиот Бог. Знаете, Павле повикува на правење на работи од прва рака. Јован вика, она што ние можевме во целост да го искусиме, да го видиме, доприме, фатиме, да му легнеме на гради, за тоа нешто зборуваме. Тоа нешто, вика, се всели во нашите срца. Така да, немојте да ве чуди, кога луѓето ни викаат понекогаш, не ве разбираме што ни кажувате. Знаеш, тоа што значи? Може би се културни, ама сакаат да речат, не го гледаме тоа што го зборувате. Тоа е некако исто. Кој ќе го слушате тоа, замислите дека така некако сакаат да ни кажат. И не е толку опасност да не го гледаат сето што збориме, зашто ние многу зборуваме. Посебно како нација, сакаме да зборуваме многу. Вчера го читав дел од некои искази на Шекспир, ме фасцинира, неколку работи имаше, вика, ако сакаш да зборуваш, првен слушај, ако сакаш да се молиш, првен простувај, и такви некои, ако сакаш да љубиш, првен прифати дека си љубен, и такви тие некои работи, али тоа е вистината. Знаете, процесот, додека трае, е добро, но ако го сопреме процесот, ние правиме лошо, не знам, на машината, ако сопреш наеднаш, додека машината прави нешто на машината, на производството, на сите тие нешта. Така да, се додека сме во процес е супер. Но ако го запреме процесот, викајќи дека ја вако сакам да бидам да тука, да ми повеќе не можам, тогаш правиме штета. Најповеќе за самите нас. Најповеќе за самите нас, а после тоа зашто не сме сами на овој свет, зашто не сме сами во оваа црква, ние цело време усвари зборуваме дека не живееме само за нас, живееме и за другите, тогаш го прекинуваме тој процес од кој зависели некој околу нас. Така да пуштете го, нека трае процесот. Процесот на растеж на црквата трае уште до ден денес. Црквата не научи се, па да може да знае се, па да може и да кажува се. Црквата учи, светот учи, еве овакви моменти како што сега, ние видовме дека светот учи. Знаете, не знам како размислувате. Ја размислувам, и ова го размислувам веќе можеби 20 години, и до сега не сум го сменил тој став, и најверојатно, не знам, уште 5 години барем нема да сменам, па ќе видиме за после. Се шалам, но јас сум цврсто убеден. Библијата ми потврдува тоа, дека само во процес на притиснатост, во процес на не знам, ајде да не кажам сега гонење, зашто ние не имаме такво гонење, али во процес на нелагонност, во процес на не осудување, во процес на се она што можеби нас ни прави, не вади надвор од комоција, највеќе се созрева и најдобри плодови излегуваат. Не знам дали слушнате предходната служба со Зоран што имаме онлайн, кажав една споредба со Еспрес Слонецот. Значи, Еспрес Слонецот работи под притисок.
и прави најубави манџи. Карактерно, не викам дека сите можеме да функционираме под притисок. Факт е дека е така. Но факт е дека во процес на нелагонност на нашата душа пред се, од нас да излезат бисери. Амин. Зошто? Зашто има триење, има камењата најубави излегуваат ние што после ги собираме во реката. Знаете зошто? Зашто негде од на почетокот од изворот водата постојано ги тркала и ги обликува и таму негде ќе ја најдеме таков облик на камен, си викам ова не е можно да е така. Така да аз верувам дека понекогаш треба да му дозволиме Бог, иако мало топче, да го стркала по снегот за таму да излези топкиште. Амин. Јас не верувам дека сте луѓе. Зошто? Некако Македонија е земја каде што многу работи сме искусиле, за многу работи да можат да не како се вика, да не помрна, така можам да кажам. Но се не сме искусиле. Така, и за нас има нешто ново. Еден човек кажа, најубаво е на дното, зашто нема надоле каде, само нагоре ќе можеш. И така да, али ние тоа сето на некој начин сме го искусили и сега што можеме да правиме освен само нагоре да одиме. И ја верувам дека ние како личности, подложувајќи се на црквата, ние можеме да растеме во таа полнота за која постојано ја читаме, за постојано и ја опеваме. Затоа ми е толку валиден стихот каде што Павле вика, јас се трудам да го постигнам она од кој веќе бев достигнат од Христос. Вау! Значи, Павле го разбира моментот на Божиот поглед врз нашите животи, врз Божиот поглед врз црквата и вика сега се приклучувам во оваа игра. Се приклучувам во овај маратон. Се приклучувам во сите овие работи, да ги зграбам, да ги живеам. Ниту е најголемата вистина дека само тука е животот, не се кирие за небото, ниту па е најголемата вистина дека се кирие само за небото, а тука проживеј како ќе ти падне. Ни едната ни другата вистина не е точна. Судбина како ќе стапи така. Него што? Да соработуваме со Божиот план, повик врз нашиот живот, да соработуваме и да го гледаме да се исполнува во нашите животи, во животите на другите, во животот на црквата. Амин. Е така, верувате ми дека ќе почнат луѓето, зборам луѓето од страна, што не се толку инволвирани во црква и во Божјото Слово, да не разбираат. Инаку, јас сум слушнал, луѓе мене лично ми кажале и не можеш да се објаснуваш зашто објаснувањето не е процес на некого ти да заќутиш во моментот со факти или па со подобри зборови, избрани реченици. Затоа некогаш не можете да се објаснувате. Затоа многу пати и не е наше да се објаснуваме. Чие дело е тоа? Божјо дело. А Господ некогаш нас не објаснува на долги стази. Зошто? Покрај објаснувањето на другите ќе не стави во процес и ние да се менуваме и да растеме во полнотата за која сме повикани, за која ние ја согледуваме, каква е Божјата призма или Божиот поглед врз нас. Многу пати ги мешаме работите, вика, што ќе вотргне од Бог? Неволја, мака, прогонство. Било кое создание не може да ве тргне од Божјата љубов. Што е во кого? Во Исус Христос. Што значи тоа? Тоа е Божиот поглед, Божиот аспект врз нештата во нашиот живот и во црквата. Ние во тоа го препознаваме идентитетски, но мора да растеме, треба да влеземе во растежот на тоа. Инаку ќе бидеме надмени луѓе, каде што викаме, јас сум во Господ се и се што, и многу пати сум дошол до момент со луѓе кои ќе зборувам дека како тие да му се Бог на Господ, а не Господ нивни Бог. Го разбираме да, значи,
колку и да го знаеме авторитетот во кој сме, не авторитетот, идентитетот кој сме во Бог, е недоволен ако не го покажуваме и во нашиот живот. Знаете, на учени книги, ја не учев на памет, некој од вас учи на памет можеби. Мене фотографско учење ми беше блиско и учев со разбирање. Ама и тоа го занемарував, и едноставно не учев. Имаше период каде што воопшто не учев, без разлика дали е фотографско, мемориско или на памет, јас едноставно одбивав да учам. Така да ние сме создадени на различен начин да ги совладуваме работите, да ги согледуваме работите, но сме повикани сите, исто така на различен начин, но сите. Ако за сите важи идентитетот чеда Божи, тогаш за сите важи и тоа дека сме повикани на добри дела, како што и почна Бог, како што и почна Гого. Повикани сме на добри дела, повикани сме на што? На дела во вера, а не во неверие. Повикани сме на дела во љубов, а не во омраза. Повикани сме на дела во добрина, а не во лошотилук. Амин. Како сме со времето? За да дозволиме овој процес да биде видлив, ние мора да растеме, како што прочитавме, каде? Во внатрешниот човек. Амин. И јас верувам дека црквата е идеално место да се расти, да се напредува во внатрешниот човек. А тоа е во самиот себе. Нема подобро место. Можда би има подобро место да се напумпаш со информации, но нема подобро место да растеш во внатрешниот човек. Што значи да внатрешниот? Да растеш во полнотата. Да растеш во полнотата, нема подобро место од тоа да го најдеш тоа место, а тоа место е локалната црква. Црквата каде што рековме на почетокот, каде што си бил крштеван, црквата каде што зимаш Господова вечера, црквата каде што ти значат неделните проповеди, и да дозволиш Светиот Дух да те расте во внатрешниот човек. Да му дозволиш тој процес да трае во тебе. Зошто? Работите мора да дојдат однатре нанадвор. Од озгора надоле. Амин. Таа е перспективата што кај нас мора да претходи или мора да ја покажуваме. Така тука сум пишал, така да растејќи во внатрешниот човек ние се ставаме во позиција да откриваме од Бога, од богатствата на мудроста и знаењето скриени во кого? Во Христос. Ако се скриени во Христос, тогаш и таму да ги бараме. Амин. Ако се скриени во Христос, тогаш таму да ги бараме. Ако Христос, неговата невеста, ја смета за света, ако и дал авторитет за овие нешта, таму и да ги бараме луѓе. Нема голема разлика, верувате, од Христос и од црквата. Амин. Нема голема разлика. Јас не прифаќам, еве ви кажувам, не прифаќам изговори од тоа јас сум во периодов со Христос и црквата не ми треба. Ќе го прифатам зашто е твој собствен став и тоа е тоа, но не се согласувам со истиот. Зошто? Зашто не гледам дека Христос одеше лично после воскреснувањето да се објавува на луѓето. Него ги праќаше еден, друг, Павле, црквата ваму, црквата во Антиохија, црквата во Ерусалим, црквата во Рим и сите тие онатаму. Така да, на Исус му е многу важна црквата. Верувам дека вас ви е многу важна црквата. Мене ми е многу важна црквата. Верувам дека на светот е подзаборави, но ќе стане многу важна. Исто така црквата. И тоа не само глобалната, локалната црква. Јас верувам во локална црква, верувам во не само во проповедање, дека црквата е глава, не опашка, него во исполнување на сето тоа што Бог го има за нас. Да на вистински ја видиме како глава, не само како опашка. Амин. Денеска Вики малку има време да ја слушнам и она зборуваше многу убаво за
кој поглед го имаме кон црквата, дека треба да го имаме Христовиот поглед. И знаете, многу пати сум размислувал на тој стих што го кажа дека нема да го надвладе, дека пеколот нема, или вратите на пеколот нема да ја надвладеат црквата. И јас се согласувам со тоа 200%. И дури немам ни паника кога помислам на тоа. Дури не ми е ни страх. Зошто? Што за Бог се работи и никогаш тоа нема да го дозволи. Знаете ли што сакам да видам? Не само дефанзивниот став дека црквата нема да биде надвладеана, него дека црквата ќе владее. Тоа е оној став на ајде помогнете ми, на акција. Дека немаме само дефанзивен став, дека окей, али ќе издржиме на крај. И нема да навладе. Тоа што Вики сакаш да каже е баш тој дел. Дека преку очите на Христос, преку таа перспектива што Христос има за црквата, ќе дојде откровение дека да, црквата ќе ја владее. И сега секој може во своето срце и став да си замисли што е тоа владење. Дали тоа ќе биде владење врз верниците, дали тоа ќе биде и врз државата, дали ќе биде врз поблискиот круг на пријатели, на роднини, ама едноставно, што значи тоа? Ќе не стави Господ, ја верувам, иде такво време и веќе е стигнат, исто како Исус што им се обраќа. Еве Божјо царство иде и веќе е стигнато, ќе дојде време кога што црквата пак ќе ја прашуваат. Ја кога читам за еден од учителите на Августин, за Амброси, каков став имал и дека царот Мивка го правил, буквално му рекол ти си во црквата, никако над црквата. Сопре војна човекот. Рекам, вау. Ева црквата каква што Бог ја има замислено. Амин. Ева црквата што ќе менува работи. Ева црквата од каде што ќе излегуваат нови нешта. Било ли тоа креативни нешта во музиката, било ли тоа политички ставови за глобално или за локално, на локално ниво, било ли тоа во добротворните цели и се она што околу го гледаме како потреба, али ќе зазима став и луѓето ќе се придвижуваат. Уверуваме ли си тоа? Да. Ако уверуваме, тогаш ќе можеме да дуваме во устото.